Започнува дневникот на КТВ. Добра вечер, 15 јануари 2026. Почина двомесечно бебе на детскиот оддел во Кавадаречката болница и покрај борбата на лекарите, бебето починало. Синоќа околу 21 часот и 35 минути во Овара Кавадарци е пријавено дека на детското оделение во Општа болница Кавадарци починало бебе на возраст од 2 месеци. Според пријавеното, бебето било хоспитализирано на 12 јануари годинава, но и покрај пружената медицинска помош и направена реанимација, починало. Лекар констатирал смрт, а по насоки на јавен обвинител, телото било дадено на обдукција, информира денеска од СВР Велес. Најнапред би сакала да изразам сочувство до родителите, вели во писменото обраќање директорката на Кавадаречката болница доктор Гордана Ѓорчева Камчева и информира дека доенче со иницијали УМ на возраст од 2 месеци било примено на одделот за педиатрија на 12 јануари годинава поради обилно повраќање по хранење. Во текот на деновите, кога е тука на нашиот оддел, детето е со уредни параметри и уредни лабораториски анализи без повраќање. На 14 јануари, поитен повик од мајката, поради тоа што бебето престанало да дише, веднаш бил повикан дежурен педијатар, а во истиот момент и анестезиолог. Започната е реанимација со соодветна терапија која траела околу 35 минути, но за жал без успех. По констатирањето на смртта, согласно законските процедури, известени се надлежните служби, Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство. Земени се изјави од родителите и од дежурниот медицински персонал, пошто телото на доенчето е предадено на обдукција со цел утврдување на точната причина за смртта, информира директорката на Кавадаречката болница. Кавадаречката противпожарна единица е добро опремена и обучена за дејствување, вели градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев. Противпожарната единица со фул состав, со фул опрема. 8 години немаме посериозен пожар. Не река немало индикации. Да, меѓутоа сме спремни да помогнеме и на други места. Лично сум бил па до командир, па до командант, до било кој стигнале навремено и се реагирало. Не сме оставени на случајност ништо. И од делата техничка поддршка на граѓаните, и од совраќајни незасечени, не Боже, и нашите пожарникари се обучени најдобри во Македонија. Слободно си кажем, најдобри во Македонија. Изминативе денови има сериозна работа во извлекување за жал на тело, меѓутоа на тешко пристапен терен. Алпинизам, гнурење, нуркење, технички интервенции, пожар, земјотреси, беа во Турција 15 дена, голем дел од нив, така да се најдобро опремени и најстручни. И би кажал, и најхумани. Зошто? За тоа што кога немаат работа, а дај Боже да немаат работа, ние му правиме план и програма. Фарбање на ступчиња, местење на ступчиња, фарбање на канделабри, местење на знамиња на секој национален празник, вадење на знамињата. Банкините, кои што добивме 12 км еластична ограда банкина, за Бегниште, Ресава, Дадниште, Сопот, Крњево, Бошова. Монтажата беше од пожарникарите. Не сакам да кажам, ако некој го монтирал, тоа колку кошта? Уште 4 милиона денара. Плюс, значи, таа хумана работа која што работат од срце и душа, и така да тоа е една благородна стојба. Кавадарци е најчист град, а граѓаните плаќаат најниски цени на услугите, вели директорот на јавното предпријатие Комуналец Гоце Ангеловски. Во делот на цените ќе направа споредба за износ на смет и за вода. Во Скопје, по метар квадратен покриен простор е 3,7 денари. Во Куманово е 4,5 денари. Во Струмица за двор имате 2 денари. Кај нас е 3,5 денари покриен простор со денар двор. Знаеме овие 3 градови какви услуги даваат, односно не даваат никакви услуги, а наплаќаат од граѓаните, а знаеме ние со оваа цена какви услуги даваме. Во делот на водата 35 денари метар кубен вода во Скопје, а предпријатието должи 55 милиона евра. Во Куманово 41,5 денари е кубик вода, а знаеме таму 10 милиона евра должат. Во Велес 39 денари, во Битола 36 денари, во Прилеп 41 денари. Ние повторно ја имаме
најниската цена. Кавадарци плаќа најниска споредено со. Нормално. Ние Куманово е 41,5. Да. Тука некаде се со Прилеп и Велес е исто така. Знаеме дека која услуга ја даваат тие, која услуга ја даваме ние. Значи, на оваа цена, вие да ја имате оваа услуга, ова се новите цени кои што ви ги зборувам, коригираните цени. Со овие коригирани цени. А само да Одржлива е работата на ЈП Комуналец. во овој ќе биде одржлива и одржлива. Ние ги коригираме и правиме усогласување за да биде одржлива, за да не акумулираме вакви долгови. А тие долгови повторно доколку се случат ќе бидат на терет на граѓаните во еден период кога ќе мора да ги расчисти. Нема кој да ви ги плати тие долгови. Тие долгови мора да се ги плати јавното предпријатие или општината. Значи сакате да кажете дека покачувањето е оправдано се со цел ЈП Комуналец да биде така добро како што е сега и во квалитет на услугите и во модернизација и во се она што значи успешно работи. Покачувањето можеме да го кажам дека е усогласување со тековните трошоци кои што сте ги имали во претходниот период и кои што ви следат во иднина. Само еден податок. Платата на скоро исти број на вработени. 20, тројца плюс минус тоа нема да го земе. Во 2023 година била 14 милиони денари. Пред 23 беше 11-12. 2024 година 17,3 милиони денари. Значи 3,3 милиони денари ви расте платата само за една година месечно. Тоа се 40 милиона денари годишно. Во 25 година платата нас е 19 милиони денари месечно, бруто плата. Во 26 година од март месец предвидуваме дека со новите покачувања ќе оде над 20 милиони денари. И сега имаме, повторно ќе кажам, две работи. Или да го направиме ова усогласување кое што го направивме, минимално, повторно не е кој знае колку, или да испуштиме 50-60 работени и Кавадарци да се врати во едно поранешно време каде што не функционираше на овој начин како што функционира сега. Да, тоа значи запоставена хигиена, редовно перење на улици, сврлење на смет. Сите овие вработени, ние немаме превработеност во администрацијата. Можете и самите да видите. Оние повозрастните знаат колку администрација имало во минатото кога ќе дојдеш во јавното предпријатие, по канцелариите се тие, службите се тие, луѓето се тие, некои се промениле, некои отишле во пензија, дошле други. Немаме превработеност. Бројот на вработени е зголемен од пред 2017 до сега, само поради зголемување на ингеренциите од страна на општината по програмите кои што ви ги зборев во изминатиот период. И заради услугата која што ја даваме на едно највисоко ниво. Затоа Кавадарци е и ќе остане најчист и најурбан град во Република Македонија. Општина Кавадарци годинава со црквите Свети Димитрија и Света Петка ја продолжува традицијата за потопување на честниот крст за прославата на Водици. По тој повод се упатува јавен повик до сите граѓани кои се заинтересирани да земат учество во одбележување на празникот Богојавление Водици да се пријават во црквата Свети Димитрија. Покана и до сите кои сакаат да учествуваат на овој убав црковен чин да дојдат во црквата Свети Димитрија и заедно со поворката и свештените лица со литија да се упатат кон градскиот мост. Настанот ќе се одржи во понеделник на 19 јануари годинава во водите на реката Луда Мара на градскиот мост на улицата 7 септември. Потопувањето на крстот ќе биде од 11 часот веднаш по одржувањето на божествената литургија. За најсреќниот учесник кој ќе го фати крстот следуваат награди. Денес во просториите на локалната самоуправа Кавадарци во рамки на најавениот јавен повик за поддршка на граѓанските организации во соработка со UNDP се организираше уште една јавна средба со невладиниот сектор на која се утврдија приоритетните области кои ќе бидат опфатени во овој повик. Сите граѓански организации ќе бидат навремено информирани за следните активности, велат од општината.
Од општина Кавадарци ги информираат граѓаните дека од утре 16 јануари во периодот од 8 до 16 часот, како и во наредните денови се до завршување на градежните активности, патот од Моклиште до Гркова чешма, поранешен објект Еликсир, ќе биде целосно затворен за сообраќај. Вие сте со дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. Соединетите американски држави го запираат издавањето имигрантски визи за 75 земји, меѓу кои и Македонија. Ова не влијае на сите други постапки за издавање на визи за Соединетите американски држави. Доколку сте стопанственик кој што сака да патува во Соединетите американски држави, слободно ќе можете да се аплицирате за виза. Доколку сте студент кој што или сака да студира во Соединетите американски држави или да оди на work and travel, ова не значи нема никаква пречка за вас. Доколку сакате туристички да патувате, светското првенство за фудбал ќе се одржува во Соединетите американски држави. Исто така ќе можете да патувате туристички и оваа одлука нема да има никакво влијание врз вас. Поврзано со прашањето за иселеничките визи, точно е дека настапува една пауза. Ние сме во комуникација и со амбасадата на Соединетите американски држави во Скопје. Нашата амбасада во Вашингтон комуницира со американскиот State Department. Сакам да истакнам дека согласно нашите информации од конзуларна природа, најмал број на апликации кои што ги има во нашата држава се апликации за овој тип на визи и генерално се работи за граѓани од една повозрасна категорија, така да комуницираме. И за прашањето за иселеничките визи, напоменам, за сите друг тип на визи нема никакво ограничување, за иселеничките визи ќе изнајдеме некое соодветно решение. Оставете малку на времето, оставете на нашата комуникација, на фактот што имаме одлична соработка со нашиот стратешки партнер и еве тоа што можам да го кажам е дека во следниот период, па можеби во следните 6 месеци, дополнително позитивно ќе се изненадите од тоа што може да се случи во развојот на визната политика на САД кон нашата држава, односно да почнеме да затвараме прашања кои што 20 години се обидувавме да ги затвориме. А визна политика на друга држава, вклучително и на нашата држава, не е наше прашање да ја критикуваме или да не ја критикуваме. Кога има предизвик, наша работа е да најдеме решение. И ќе повторам, ваква критика сум слушнал и претходно, ние сме проактивни, работиме на изнаоѓање на решение и нашите граѓани не треба да се грижат. Суспендирани визи од САД, периметарот на Мицковски ја доведе Македонија во ранг со Сомалија, обвинување од опозиционата СДСМ. Периметарот на Мицковски ја доведе Македонија во ранг со Сомалија. Последната одлука на САД е Македонија да биде опфатена во суспендирање на обработката на визи заедно со уште 75 земји, меѓу кои Сомалија, Сирија, Гана, Руанда, Бутан, Нигерија, Иран, Русија. Минатата година САД ги зголеми царините кон Македонија. Сега од 21 јануари САД ќе ја суспендира и обработката на визи. СДСМ подолг период предупредува за штетата од погрешните политики на тендер коалицијата ДПМ не знам, која го загрозува стратешкото партнерство со САД и интеграциите кон Европската Унија. Најблизок соработник на Мицковски во владата е Иван Стоилковиќ, кој има отворени проруски ставови и директна врска со Москва. Пред само неколку дена го видовме како слави заедно со ноќните волци блиски до Путин. Паралелно со овие антиамерикански активности, владата на Мицковски води и анти-ЕУ кампања. Се продуцираат намерни судери со соседите Грција и Бугарија, се отвараат затворени прашања, се измислуваат изговори, за да се оправда изолацијата и блокираните преговори. Не се спроведуваат никакви суштински реформи, владата води анти-ЕУ и антиамериканска политика, што ја води Македонија кон целосна изолација. Паниката е голема. САД носат специјален закон за Западен Балкан, насочен директно кон борбата против криминалот и корупцијата
и ова се само првите чекори кои што засега ги гледаме. Следуваат и црни листи, се најавуваат и можни санкции. СДСМ ќе продолжи да ја разоткрива оваа агенда, бидејќи наши стратешки пријатели се САД, а местото на Македонија е во Европската Унија. СДС шири дезинформации и непотребна паника. Нема суспендирање на визите за САД, реагираат од владеачката ВМРО-ДПМН. СДС, наместо да биде конструктивна опозиција која ќе има аргументирана критика, таа пласира тенденциозна манипулација со цел дефокусирање од сопствениот неуспех. Понатаму од ВМРО-ДПМН пишуваат: да разјасниме за јавноста и граѓаните, СДС користи дезинформации за американската визна политика. Факт е дека не станува збор за забрана за патување, ниту за целосен прекин на визите за граѓаните. Едноставно станува збор за времена пауза на постапки поврзани исклучиво со иселенички визи за Соединетите Американски држави, за кои што има и најмал број на апликации, стои меѓу другото во реакцијата од владеачката партија. Лидерот на Левица Димитар Апасиев на вчерашната лидерска средба побарал зголемување на минималната плата. Говоревме на политички и на економски теми. Од политичките теми би го издвоил изборниот законник. Начелно е договорено до крајот на пролетта, значи некаде јуни месец да се донесе нов изборен законник. Се дискутираше за модалитетите. Една изборна единица со или без изборен цензус, отворени или затворени листи, и комуникацијата ќе продолжи на ниво на координатори на пратенички групи во собранието со некои од министрите во влада. Следно, кое што Левица го отвори како прашање, е обештетување на семејствата на жртвите од Кочани, за кое што не се најде на слух. Следно е пржинската влада, за кое што се разговараше начално за нејзино укинување во две варијанти, или веднаш, или за не наредни, туку понаредни парламентарни избори, зависно од опозицијската СДСМ ќе остане отворено како прашање. И последната политичка тема беше омбудсманот, за кој што Левица за прв пат во историјата на независна Македонија предлага соломонско решение, а тоа е припадник на ромската заедница да биде избран за омбудсман, бидејќи сметаме дека се најдискриминирана заедница која нема никакви полуги на власта, ниту министри, ниту пратеници, еден градоначалник, ако не се лажам, и сметаме дека оваа уставна категорија треба да им припадне на ромската заедница. Од економските теми Левица ги наметна минималната плата, кое што цениме дека е оправдано барање на работниците и на синдикатите, и апанажата и патните трошоци на пратениците и на јавните функционери. И за овие две теми не најдовме на разбирање, иако имаше различни варијанти кои се дискутираа, сепак мислам дека овие се неприфатливи за власта. Тендерската мрежа на Доновски е проширена и со други семејни и партнерски фирми, обвинија на денешната пресконференција од антикорупцијскиот тим на СДСМ. Омилената фирма во тендерските шеми на ВМРО, Pyramid Building Solutions, доставила барање до антикорупцијскиот тим на СДСМ да се извини поради наводно нарушување на угледот. Тоа што акт го објави се факти, аргументи и докази. 51 тендер во општините, 16 милиони евра. Сите се јавно достапни. Што има тука невистина? Или можеби мандатот во избирачки одбор на Доновски како представник од редовите на ВМРО? Фирмата со 51 тендер и 16 милиони евра може да се обрати до јавното обвинителство и од таму да бара извинување. Денеска објавуваме нови докази. Дали тендерската мрежа на Доновски е проширена и со други семејни и партнерски фирми. Неговата сопруга Оливера Доновска е собственичка на 3 фирми: Diamond Invest до Гостивар Тргострој до Скопје и Access Engineering Group до Увоз-Извоз Скопје. Access Engineering Group до Увоз-Извоз Скопје е основана во март 2019 со Филип Гулевски, со адреса булевар Асном, број 68/3/21 Скопје. Истиот тој Филип Гулевски од ноември 2021
е газда и на Access Construction Group увоз-извоз Скопје, регистрирана на истата таа адреса. Сега, токму оваа фирма на 4.12.2025 година добива тендер за проектирање и изведба на спортски сали во општините Крушево и Аеродром во вредност од 1,1 милион евра од Министерството за спорт. Дали ова случајност, дали ова клевета и нарушување на углед, или ова е уште еден доказ за тендерите и тендерските шеми на едни исти поединци од ВМРО ДПМН. Затоа сме во група со Сомалија. АКТ знае и ќе продолжи да ги разоткрива тендерските шеми, криминалот и корупцијата на власта. Работата не е завршена. Продолжуваме со спортот. 29 ракометари од Македонската Суперлига ќе играат на Европското првенство во составот на македонската репрезентација, исклучиво ракометари од Алкалуит и Еврофарм Пелистер. Македонската ракометна Суперлига многумина ја сметаат за една од најсилните, ако не и најсилна и најквалитетна во регионот. Но во последно време, поедини, само бендисани и само наречени стручњаци од соседството го оспоруваат тоа со акцент дека Српската лига е подобра од македонската. Според истите така наречени стручњаци, најдобрите српски екипи од калиберот на Партизан и Војводина се многу поквалитетни од најдобрите македонски екипи. Но статистиката и квалитетот на играчкиот кадар говори нешто друго. Според истите, споменатите српски екипи тешко би се носеле со екипи од калиберот на Алкалуид и Охрид, екипи кои се брои 3 и 4 во Македонија, бидејќи Вардар и Еврофарм Пелистер се далеку поквалитетни од истите. За квалитетот на Македонската лига доволно говори и податокот што истата ќе биде представена од вкупно 29 ракометари на Европското првенство, кое денеска почнува во Данска, Шведска и Норвешка. Од македонските клубови, Алкалуид ќе има дури 19 представници на Европското првенство. Шампионот Еврофарм Пелистер има 9 своји ракометари, додека Вардар има 4 момци на континенталниот собир. Македонската Суперлига ќе имаше уште 20 ракометари на Европското првенство, но Вуко Борозан од Црна Гора и Давид Гришикашвили од Грузија си замина од Вардар, односно Бутел, пред да бидат скратени списоците на националните селекции. Ако сакате по-конкретно, дури 54 ракометари од нашето првенство беа во комбинација за настап на Европското првенство на поширокиот список на своите национални тимови. Уште 20 ракометари од Македонската Суперлига, Николас Боно од Вардар и Рудолф Хекбарт од Еврофарм Пелистер ќе играат на континенталниот шампионат на Средна и Јужна Америка. За Македонија ново европско првенство од редовите на Еврофарм Пелистер ќе настапат Никола Митревски, Петар и Павле Атанасиевиќ, Филип Кузмановски, Жарко Пешевски и Самуел Ристевски. А од Алкалуид тука се Иван Галески, Иван Джонов, Ненад и Никола Костевски, Марко и Дамјан Митев, Игор Ѓорѓиев, Мартин Серафимов, Мартин Велковски, Марко Стојковиќ, Михаил Ларов и Никола Марковски. За Полска ќе играат вардарците Милош Валах, Виктор Јанковски и Марек Марчињак, како и Анжеј Видомски од Еврофарм Пелистер. За Србија од Охрид ќе игра Дарко Ѓукиć, а од Вардар Урош Митровиć и од Алкалуид Урош Борзаш. А за Словенија Ник Хенингман и Домен Тајник од Еврофарм Пелистер.
Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност, ќе дува слаб ветер од променлив правец, а температурата ќе се движи од -5 до 9 степени. Во деновите од викендот ќе преовладува променливо облачно и постудено време со локални слаби врнежи од дожд и снег во пониските и снег на повисоките места и планините. Дневната температура ќе има тенденција на опаѓање. Потоа до средината на следната седмица времето ќе биде стабилно и суво. Тоа беа содржините во дневникот. Ви благодарам за вниманието и довербата. Ви посакувам пријатна вечер.